директор, сега актуален председател, господин Зоран Илиевски. И во таа дискусија напоменав дека плановите кои што ги имаат за економски раст на предприятието или економско одржување на позитива на предприятието ќе паднат во вода, затоа што очигледно е дека ќе се изгуба спорот со јавното предпријатие Стрежа. Тогаш овој состав, опозиционен состав на Советот, делуваше превентивно на тоа што можеше да се случи од таа гледна точка на јавното предпријатие Водовод. Повторно нашите забелешки не беа прифатени, нашите размислувања беа игнорирани и денеска имаме ситуација нашите економски погледи и анализи да се покажат исправни и точни. Не е муабетот би рековме, ама не можеме ни да замижиме кога едно јавно предпријатие во својата работа на крајот од годината ќе прикаже финансиска загуба од 23 милиони денари или 375.000 евро. Таа е финансиската загуба која што прикажа во завршната сметка за 2014 година јавното предпријатие Водовод со овој менеджмент, но рака на срце, овој менеджмент не е многу кава за ова финансиска состојба. Кава е претходниот генерален менеджер, него не смееме да го заборавиме, ниту амнестираме, затоа што истиот тој генерален менеджер нас наведуваше дека ќе го добијат судскиот спор со Стрежа. Врз база на таа негова предпоставка и врз база на тоа негово убедување беше направена финансиската конструкција за работа на предпријатието, за денеска да имаме ситуација главните финансиски проблеми на ова предпријатие да доаѓаат од изгубениот судски спор со Стрежа. Но ако имаме барем трошка добро менаџерско работење, домаќинско работење, ќе ги погледнеме и расходите кои што зафаќаат интересна динамика на трошење на пари на предпријатието, кој што ќе повторно е во загуба над 23 милиони денари. Јас во оваа ситуација би посочил само два примери за непотребно трошење на финансиски средства од буџетот на предпријатието, кои што за предпријатие кој што прикажува загуба се апсолутно непотребни. Тоа е сумата од скоро 1 милион денари или нешто над 15.000 евра поделени за реклама и пропаганда. Господине директоре, би сакал да ми одговорите. Дали во едно предпријатие кој што забележува загуба во своето работење, е нормално оваа ставка за реклама и пропаганда да биде покачена за 16% во споредба со минатата година? Дали е тоа доказ на домаќинско работење со средствата на граѓаните? Друга ставка, која што бележи раст од 6%, е ставката за спонзорство и донации. Тоа е ставка за која што се обелуваат над 2 милиони денари или скоро 35.000 евро. Дали е нормално домаќинско работење во една ваква финансиска ситуација на предпријатието да се оделуваат над 35.000 евра по основ спонзорства и донации? Само ако ги собереме овие две ставки, добиваме вкупно околу 50.000 евра, кои што ова предпријатие во загуба, кое што е прикажува на крајот од работењето за 2014 година, кое што воопшто не е мала, од 375.000 евра, потрошила за реклама и пропаганда заедно со спонзорство и донации околу 50.000 евра. Ако ги отделиме овие пари од завршната сметка која што прикажува загубата, тогаш загубата
предполагам дека ќе падне негде нешто над 300.000 евра. Дали е нормално за вас едно јавно предпријатие или било кое предпријатие кој што ја прикажува завршена сметка во загуба на своје конто да прикажи над 20.000 евра донации и рекламен материјал и пропаганда? Тоа е моето прашање до вас и мислам дека ќе добијам некој разумен одговор.